Гори депонијата во Пробишти под 5 часот утрина во огнот го гаснат пробиштипски и светиниковски пожарникари, а вработени од комуналното предпријатие и неколку приватни фирми се обидуваат да ја потрупаат со земја. Ботиме максимално, значи како што кажев, од 5 часот утринава сме на терен. Очекуваме дека до вечер колку толку да ја стабилизираме, не можеме да кажеме дека 100% ќе го изгасиме или ќе го, пошто тоа е ѓубре трупано со години наназад, децении наназад е трупано, и затоа е запален најлошиот дел од депонијата. Ова не е прв пат депонијата Озрен да гори. Во случајов сите сомнежи одат во прилог на тоа дека во прашање е нечија намера, а не само запалување. Запалувањето се случи во вечерните часови. Не имаме преку ден доаѓаат наши луѓе, контролираат. Депонијата е огромна, 44.000 квадрата, е тешко може да се огради целосно. Дел почнавме да оградуваме, но депонијата е доста голема за да може комплетно да се огради. Прилази има од сите страни. Секој може да влезе и да направи еден ваков случај. Проблемот со палењето на депониите е нешто со кое се соочуваат сите општини во регионот. Пред неколку денови гореше депонијата во Берово, а случајот со нејзиното палење е предмет на полициска истрага. За сега нема конкретни решенија како овој проблем да се реши. Единствен излез општините гледаат во изградбата на регионалната депонија и селекцијата на отпад. Со контролирано управување со отпад ќе се стави крај на дивите собирачи на пластика и железо, кои најчесто стојат зад палењата на депониите.